Колега Ристо Ташев во моментов се јави во Неготино и ми кажа дека вашата социјална зграда е дел од проектот 333. Тоа значи, била почната да се гради 3 месеци, во моментов има 3 работници, а навечер 3 чувари. И не е излезено од површината, значи нула е вака. Таа е ваша социјална зграда и ако ве оставиме да бидете на власт уште некоја година, може би ќе пропадне и тоа што досега ги имате изградено надолу да оди. Тоа е вашиот проект. Со 3 работници вие зграда правите, ама имате и 3 чувари. Тоа ме потсеќа на Прилеп. Предпријатие за гасификација со 15 работени, а нема газ. Има управен и надзорен одбор. И директор што земаше е Силјари. Ова е проектов 333. Толку за социјалната зграда. Еве, ако не е така, нека испадне дека јас не ја зборувам истината. За неколку дена ќе биде и пленарната седница. Нека дојде колегата Ристо Ташев со еден билборд, дека кажи до кај е социјалната зграда. Стасана да видиме слика. Ако не, јас ќе донесам. Па да видиме кој е во право. Како се живеело во минатото, како се живее сега. Ви гарантирам дека земјоделците живеат, колега Ташев, морам, многу сте искрен, честен и поштен, затоа вака коректно ви реплицирам. Во наше време, земјоделците живеа многу подобро. Не велам идеално, но многу подобро. Зошто? Затоа што вашите мерки за живот им ги зголемија трошоците, например за акциза 3,5 денари. Знаете како земјоделец, тоа значи тоа. Сигурно не е добро. Персоналниот данок го зголемивте на 18%. И ваш најголем проект што ги имате реализирано во овие 3 години, нек не гледав телевизија, ми текна. Вие само градите патарини. И слушам, 13,5 милиони евра за нови 3 патарини во Македонија. Претходно потрошени 45 милиони евра за патарини. И си сметам, ако некој откупувач од овие што се тепаја за да ви го откупат производството, дојде од Гевгелија 2 пати во Неготино или во Скопје, треба да плати фантастични, ве молам слушајте внимателно, 560 денари за патарини. Со кола. Ако иди со камион, не знам, ќе го продаде камионот, значи. Тоа е вашата мерка за подобар живот. Замислете да имате студентче, 18 години, и да треба да патува од Гевгелија до Скопје. Дете вода е на земјоделци, на луѓе кои што мачат да ја продадат грозијата. И жаки и со автобус се поскапена картата. Ти почна да живееш овде како пратеник и веќе не те интересира автобусите. Ај, немојте да непосредно со пратеници се зборите по однос. Председателе, кога нема да дофрлаат, нема да му превелувам на никој. Значи со дофрлањето ми се губи концентрацијата и заборавам некој од аргументите. Не се случило да му се префрли на некој што не ми префрла. Не на концентрацијата на пратеникот Стефановиќ, ве молам. Додека ме држи концентрацијата. Го наброевте проектот зелена нафта. Јас немам сретнато земјоделец, а веќе имаме теренски посети по населените места, по градовите. Немам сретнато земјоделец кој што е задоволен од таа мерка. Знаете што велат земјоделците во Неготино? Нек никога бев последно. Дојде Јани Макрадулевика, министерот за животна средина заменикот, и само на партиските војници од Социјалдемократскиот сојуз во село Тимјаник им даде зелени картички за зелена нафта. Ако не е така, демантирајте ме. Извадете го списокот да видиме кои земјоделци во Тимјаник добиле зелена нафта. Ако се сите од Социјалдемократскиот сојуз, та и ти, та и Јани, да си поднесите оставки. Министер за екологија дели картички за зелена нафта, а Вардар ни поцрвене. Ни поцрвене Вардар. Се отрујаја луѓе од загадувањево. Кокс се шива, шо вика колегата Цукрев. Се отрувме. 4 во светот сме по загаденост. А лани бевме прво место. Замислете во октомври, односно во декември ќе бидеме. Убедливо први. Затоа, да ја завршам мислата, грешна според мене ви е темата земјоделие. Грешна ви е темата здравство, култура, образование. Во оваа држава не оди ништо. Буквално ништо. Министерката беше Берово, некне денеска не знам кај.